често сме дискутирале на оваа тема како да ја вратиме вистинската улога на парламентот, колку што сватив, еве јас не ова ми е трет во континуитет мандат во собранието и секогаш ја го имам истото чувство дека парламентот во суштина е само, јас некогаш како позиционерска пратеничка имав често навика да споменам како подрачна единица на владата или она што владата ќе го сервира или ќе го испрати до нас, како да е само тоа нашата надлежност. И секогаш сум мислела дека треба како пратеници во парламентот, без разлика дали сме опозиција или власт, ако сите се обединиме околу тоа дека имаме навистина силна улога, не само во бирањето на јавни функционери или избор на министри влада, туку во делот на надзорот, особено или контролата. И не мислам дека дури во еден дел и се согласувам во тоа дека собранието нема истражна улога, доволно е само да го користиме контролниот механизам, да не ни биде баук темата, леле тешко е да се организира надзорна расправа. Не знам, најчесто споменуван символ за надзорна расправа има 30 чекори. Тоа кога ќе се спомене 30, као голема е бројката и многу е тешко. И надзорна расправа повторно сметам и надзорни јавни повторно дека тука во собранието се диктирани повторно од извршната власт. Дали самите ние сакаме да прифатиме таа пасивна улога, еве сега сум пратеничка од мнозинството, и значи ние апсолутно треба да расчистиме со тоа дека ние нешто ќе пореметиме еве како пратеничка на власта, нешто во извршната власт. Немаме истражен механизам. Доволно е министри, оние кои што ние ги бираме како собрание функционери, да имаат навика. Јас дори еднаш предложив, или можеби следејќи примери од други држави, не треба нешто да се случи за ние овде да ставиме на дневен ред точка интерпелација. Ние можеби треба да воведеме механизам, а мислам дека деловникот, колку што во некои делови се поклопува, колку што во голем дел има нејасноти, што се секако алатки за различно толкување, зависно од кого, можеме, например, како што имаме 21 комисија најмногу на број, тие секако ресорни би рекла. Зошто да не воведеме механизам како точка на дневен ред да ни биде, наместо ние да го, еве сега пак ќе потенцирам, сум пратеничка од мнозинството. Кога се работи за некој нов закон или некои измени на закон кои што се навистина битни, знаеме, свесни сме дека ќе предизвикаат интерес од јавноста, од експертите. Зошто да ние се доведуваме во ситуација како пратеници да, не знам, да го молиме, да го прашуваме министерот или оној кој ги осмислил тие промени, да дојде тука во собрание да ни каже за што се работи, па еве кои се осетливи теми, па на што да водиме сметка. За да го избегнеме тоа, кога ќе дојде, да кажам, часот 5 до 12, ние можеме секоја поединечна комисија, например комисија за земјоделие, не мора да биде тоа еднаш месечно, нека биде еднаш на 6 месеци, да е задолжително, не мора да носи наслов отчет на министерот. Извештај на министерот, како што ни дава извештај правобранителот, многуте комисии, извештај на министерот ресорниот за сработеното, или програма на министерот за наредните 6 месеци. Така би си дале и ние дозначење. Тука нема, мислам да има проблем опозиција или власт. Значи, министерот да знае дека има должност, дека има обврска тука да дојде. Министерот е тој кој што треба нас да ни дава отчет што треба да планира, затоа што неговите предлог закони ние ги носиме. Тој да одговара пред премиерот во делот на извршна власт, меѓутоа пратениците се тие кои што, и мислам дека тоа е добро и за било кој министер да ако повеќе соработува апсолутно, кога зборувам пратеници, мислам на сите пратеници. Друго е кога на сите, или кога знаеме дека во следниот период еден министер планира да направи некои големи реформи во некоја област, затоа што видел дека има некои проблеми во пракса, зборуваме, не во теорија, да седне и со пратениците, па ние сме тие кои што имаме контакти со сите, па можеби и од нас ќе слушне нешто. И да си знаат, јас тоа му го имам кажано и на премиерот, веќе нели е председател на партијата од која што доаѓам, треба да знаат дека во
собранието, не затоа го изменивме деловникот, затоа што навистина имавме проблем со носењето закони. Јас секогаш и кога реагираат пратениците од опозицијата за оние скратени постапки, добро е со новиот деловник не се злоупотребува европско знаме, но скратените постапки уште ни се сервираат. И тука најголема мака имаат председателот и службите. Значи, тие мора со црвено светло да им стои во влада пети секој нареден месец дека тоа е последно време. Не може да стане итно на четврти, а цел месец наназад да... Значи, мора таа пракса. А тука најмногу ќе влијаеме ако сите, зборувам како пратеници, без разлика дали сме власт или опозиција, си го браниме дигнитетот, авторитетот на собранието. И контролниот механизам, апсолутно сум погорник за почесто да се користи, да не ни се случат, дај Боже, никакви трагедии и несреќи, но ние, мислам, тука затајуваме, а можеме да бидеме многу поактивни, проактивни. Мислам дека можеме и сами темите, ние, како што кажав, следиме актуелни настани, политички теми, во контакт сме со граѓаните, насетуваме која е тема актуелна, едноставно нема област каде што нема актуелна тема. Не мора да се донесе овде предлог на закон и ние тогаш ајде јавна расправа. Значи, насетуваме или не знам, можеби како пратеници можеме да ги искористиме тие средби со граѓани, да кажеме на спорт, да се договориме и меѓусебно, пример тема спорт, која е најболна точка во спортот, па да собереме сите некои податоци од секоја област, па овде да организираме една надзорна расправа на тема спорт. Или Македонија има одлични услови да живее од туризам, ајде една надзорна расправа на тема туризам. Не само да ни се случи предлог на закон, измена на закон и тогаш хаос, немојте 30 чекори, надзорна расправа, и ние, не знам, надзорни расправи ни се најретко користени. Можеме, зборувам како пратеници, без разлика дали сме власт или опозиција, од нас зависи, од нашата обединетост, зборувам во овој дел, не зборувам во политичкиот, каде што секако, нели, во добар дел сме или во најголем дел спротивставени, но како што можеме да седнеме кога се работело на деловник, па жанмоне процес или реформски закони, или некој странство ќе дојде па седнуваме на маса, мислам дека можеме зошто да не овој пратенички мандат, овој пратенички состав да бидеме пионери во едно вакво управување и зошто да не актуализирање на собранието. Благодарам.